Лас Вегас е еден од најсушните региони на САД. Оваа блескава оаза со голема репутација е неверојатен модел за зачувување на водата. Градот е пример за тоа. Потрошувачката на водата од реката Колорадо во нашата заедница се намали за приближно 30%, додека населението на нашата заедница исто така се зголеми за повеќе од 750.000 луѓе во исто време. Денес обезбедуваме помалку вода за повеќе луѓе отколку пред 2 децении, и тоа е поради зачувувањето на водата. Најголемата заштеда доаѓа од рециклирање на отпадната вода и нејзино испраќање назад во езерото Мид за повторно да се користи. Имаме систем на реката Колорадо, ја вадиме водата од басенот Болдер на езерото Мид, ја носиме во долината на Лас Вегас како наш извор на вода за пиење. Кога водата ќе се врати во санитарниот канализацијски систем, ја носиме во пречистителна станица во Лас Вегас. Ја третираме водата со многу високи стандарди, водата се враќа во Лас Вегас, а потоа и во Лейк Мид и повторно се користи. Тоа значи дека дел од отпадните води што се пречистуваат тука би можеле повторно да се користат во градскиот водовод. Единствениот начин тоа да се случи е ако ја третираме водата ефикасно. Овој најсовремен објект има возможува на микроорганизмите да го завршат најголемиот дел од работата. Мора да се третира на ниво што е над 98% чистота од другите пречистителни станици низ земјата. Откако водата ќе замине одовде, таа се носи до Лас Вегас, потоа оди во заливот Лас Вегас кај езерото Мид и во тој момент повторно влегува во системот на реката Колорадо. За секој литар вода вратен во системот, Лас Вегас може да острани 1 литар без да смета на неговата вкупна распределба. Околу 60% од водата која не е отпадна, градот презема други чекори како ограничување на големината на базенот и системите за ладење со испарување. Тревниците, кои се познати потрошувачи на вода, се забранети во новите стамбени објекти, а градот им плаќа на сопствениците на куќи да ја заменат постоечката трева со пустински песок. За да се осигураат дека правилата се спроведуваат, постои тим од така наречени водени полицајци. Џони Серон е еден од 14 истражувачи за отпадна вода кои патролираат низ градот, бидејќи бараат прекршоци како наводнување во погрешен ден или неисправни прскалки. Ние сме всушност тука најмногу за да ги едуцираме луѓето. Повеќето од луѓето се благодарни кога им даваме до знаење дека нешто не е во ред и тие велат: "О, затоа мојата сметка за вода е толку висока." Колку и да се успешни овие напори, регионот сепак ќе треба да работи повеќе. За да ги исполни новите барања, Невада се согласи да намали околу 1/4 од тековната годишна распределба за следните 3 години. Во меѓувреме, населението продолжува да расте.